А Тони, пред се ти честитам за двата нови албуми. Кажи ми како се осеќаш вечерва? Фала што дојдовте, фала ти за честитката. Се осеќам така малце како возбуден и исполнет во исто време, малку трема и тоа дека треба да се настапи, па секогаш после пред настап имам некоја таква возбуда, Еуфорија некоја. трема, да. Да, видов, дојдоа огромен број на гости, огромна поддршка имаш. Колку ти значи поддршката од најблиските? Па најмногу ми значи пред се од публиката, од блиските највеќе, бидејќи ако е дома, ако е од најблиските, ако е најголема поддршката, тогаш сето е возможно да се случи, да се реализира, бидејќи таа поддршка е многу важна за развој на било кој артист. Двата албума се на плоча. Кажи ми колку време ти требаше да ги реализираш и како дојде до идејата на креирање нови албуми? Па пред се едниот овој од изворот на изборот, чека да го гледам нешто дека се стуткало. Овој од изворот на изборот е од 2019 и е според мене најдобар албум од изворот е и од тогаш уште сакав да го направам на плоча, меѓутоа немав услови, немав како. И дој момент, го чекав правиот момент за да се реализирам ја низ овој процес на плочи, да речем. И сега е тоа правиот момент, иначе идејата, желбата е од многу одамна. Секој артист, поготово во хип-хопот, сака да има некојаш албум на плоча. Нема некој што не ќе, да речем, бидејќи тоа е некако многу сродно. И јас од секој сум го посакал, сега се случува баш да можам да имам, да си дозволам 2 албуми и 2 стихозбирки кои што се спакувани во еден, да речеме, премиум. Ова е едниот албум. Тони, можеме да забележиме дека трендот на аналоген формат и на физичка копија се враќа некако во мода. Дали тоа ти предизвикува неколку посебно чувство кога го имаш албумот во рака или не? Да. Највеќе пред се и ради тоа го правам ова, бидејќи све е на допир. Не знам, и боксот е овој премиум сет има внатре 2 албума и 2 стихозбирки. Мене лично јас така сум растен и тие вредности ги негувам, да речем, и сакам да ги пренесам. Кога веќе можам, зошто да не. Убав е дигиталниот свет, меѓутоа нешто кога ни е при рака физички присутно е пример книга. Не знам, е многу подруго од дигитално издание и многу бав шмек дава слушањето на плочата. Да, многу артисти во денешно време не создаваат вака физичка копија, него создаваат само на социјални медиуми како YouTube или Spotify. Што мислиш за тоа? Па, тоа е модерно време и јас така издавам, нели? Сите дигитални платформи ги користам јас буквално и неизбежно едноставно за да се пласира музиката, меѓутоа ова е нешто што се прави за кејф, за душа и ми се свиѓа што дое време кога не само што не може секој да го направи, туку и не знае. Ме разбираш? Значи, освен тоа што не можат и не знаат како да го направат тоа. Па сега ние како од позиција на некој што го прави или знаеле како, ми е некако, мислам, чести привилегија што јас знам и можам да го направам и ми е убаво да го пренесам. Можеби тие што не знаат и не можат, ќе дојдат до момент кај што ќе знаат и ќе можат да го направат тоа, бидејќи е богатство реално што може да остане и е голема вредност е. Може да стои дома како украс буквално плочата и без да се слуша, да се стои како слика, да речем. Кажи ми како се одлучи баш овие фотографии да бидат на албумот? Па за фотографииве доста се анализира, правени се на филм,
Значи една фотографија, нема повеќе, една е таа и таа се избира како е позата направена светлото, тоа е тоа. И тоа е убавината исто, сепак е да остане автентично, све да биде аналогно. И се сликаа внимателно, се избираа внимателно, имаше повеќе фотографии, пак ќе кажам од една поза, можда максимум две, знаеш, нема од една поза 70, па дај ова, чекај на секоја слика различно движење, па чекај, па филтер, па не. Како е сликано, така е сликано, филме, се развива тој филм и останува сликата како таква една уникатна. Можам да потврдам дека одлични се фотографиите. Да, благодарност до Шуц Филип, кој што со него ги направивме, мислам, целата идеја дојде заеднички да тоа го направиме на филм. И јас го направив тимот, Харис позади дизајните се одлични направени, одлично сето склопено и некако направивме добра екипа да некако да добро соработуваме и сето тоа си испадне како што треба. Тони, кажи ми како сакаш публиката те памти и дали мислиш дека твоите песни ќе се слушаат и долго во иднина? Да, сакам да ме памти публиката, да ме памтат и помладите и постарите и сите и најновите генерации, бидејќи затоа и оставам ваков белег за да ме памтат по истрајноста, по љубовта, по вложениот труд. Ова е многу труд и многу љубов, многу внимание пред се. Чао! И сакам да ме памтат како ваков, како истраен, сум трудолюбив, родолюбив и кои други карактеристики чекај сега. Мислам дека доволно кажав. Да ме запамтат како автентичен артист кој што истрајува на патеката и ден денес твори и постои. Јас сум и сведок и на изминатиот концерт во Интермецо, како и вечерва, дека имаш огромна поддршка. Кажи ми, Тони, за крај, вечерва морам да те пофалам дека стайлингот ти е одличен. Кажи ми како дојде до овој стайлинг, дали ти помага некој или тоа е твоја идеја? Све, мислам, облекувањето нормално почнува од дома и со консултации и идеи и како идеја со сопругата. Пред да излезам, пред да нешто ми текне, тоа е задолжително. Она ти скритикува? Бидејќи ја слушам многу и многу право за многу избори на парчиња облека како идеја, пошто важно ми е да се вклопи сето тоа во амбиент, дали е промоција, дали е настап, дали е сцена, дали е шетање, да секогаш да биде тоа складно со настанот. Иначе, знаеш, нема, тоа е едноставно сакам да се облекувам, едно може парче да се истакнува со нека, не знам, можда по-уникатен како кимоно, пример, што од Ирина Тошева што ми го направи за концертот во Борис Трајковски со девојките кои што се во затворот во Идризово, кои што работат таму, везат, шијат и така натака, се занимаваат со тоа. И така некако ми легна да го повторно облечам. Ова си е омни репрезент мојот бренд, мојата исто некаква манифестација на нешто што е оддамна чувано и како иде размислувано да се прави нешто. Одлично, Тони, ти посакувам многу успех на овие нови албуми и да имате убава вечер. Фала ти и тебе, да си здрав и жив и фала ви за поддршката.